како држава секако дека мора да се преземат одредени мерки за овој шок да се искомпензира, било со смалување на разни цени, акцизни и така натаму, даноци кои што го оптоваруваат потрошувачката и граѓанинот, потрошувачот, што е всушност и факт во останатите држави, например во Западна Европа се зголеми контролата на бензинските пумпи. Ако се појави недостаток на пазарот, ја не верувам дека ние како четврта најсилна економија дека ќе можеме да купиме пред Европска унија или ако како во ковид кризата конечно, еднакво тоа ќе купуваат овие големите држави, како што беше со вакцините, ние ќе чекаме на крај. Или од Србија ќе чекаме милост, така беше барем со вакцините. Зависи за вакво нешто, мислам дека поголема ќе биде конкуренцијата колку за вакцините. И затоа мислам дека сме пресериозни предизвици. И во ова криза ќе имаме ратни профитери. Луѓе кои ќе се обидуваат на секој начин да го искористат овој момент за да се збогатуваат уште повеќе. Тоа е алчноста на поединци кои тоа треба да се интервенира и да се контролира. Например, многу е индикативно дека вие немате нафта или дизел до полноќ кога цената треба да се покачува, а после полноќ веднаш имате залива од нафта.